Добро вечер. Месец март на некој начин го означува или символизира Никола Младенов. Роден е на 10 март, а на 26 март загина во контровезна сообраќај на Нескота. Помеѓу овие два датуми, 10 март и 26 март, сакав токму вечерва на 15 март да посветам минути токму на мојот пријател и колега со кој долги години работевме, Никола Младенов. За Никола сме пишували, сме зборувале многу од неговите пријатели и колеги. Но вечерва ќе имате можност за прв пат да ги чуете размислувањата на неговата сопруга Билјана Младенова. Билјана Младенова не само што беше сопруга на Младенов, туку го водеше долги години маркетингот во Фокус, беше и директор на Фокус, а во овие 6 години е собственик на брендот Фокус. Здраво, Билјана. Добро вечер. Ние сме со Билјана со години секој ден во канцелариите на Фокус. Многу сме зборували и на овие теми. Јас ги знам дел од тие размислувања, но поентата е да ги споделиме со оние што не следат. И ние имаме медиум, но сметав дека овој твој прв јавен настап треба да биде, така да се изразам, на неутрален терен и тука сме во Еден телевизија. Благодарам на поканата и целосно се согласувам со вас околу неутралниот терен. Така. Да се биде критички настроен кон секоја власт во една, јас би рекла, недовршена демократија како што е Македонија, не е баш благопријатна работа. Факт е дека и Фокус, и Никола со своите и жестоки, многу луцидни коментари со тој негов посебен стил, ги критикувал сите власти. Кога ќе подлечеш линија, кој период го сметаш за најтешкиот, да речам, во неговата работа? Че Фокус имал и тешки и убави моменти од неговото постоење во изминативе 24 години. На ниедна власт не е било драго да биде критикувана. Разликата, јас се извинувам, разликата помеѓу едните и другите е во методите кои што ги презема за да го замолчат. Во овој дел конкретно би кажала периодот 2004 чина ми 2005 и периодот од 2010 до неговото загинување во сообраќајната несреќа. Тој период, овој втор што го кажуваш од 2-3 години, тоа е периодот кога Никола покрај неделниот реши да влезе и да основа и дневен весник. Па покрај тоа и дистрибуција. Не ли сметаш дека тоа може би беше погрешен чекор, иако знам дека он со години планираше и многу сакаше дневен весник? Дали таа дистрибуција беше на некој начин камен околу вратот на Фокус? Значи, во целост го поддржав Никола приносењето на одлуката да отвори дневен весник. Но во тие моменти власта апсолутно не беше спремна на дневна основа да има едно објективно и независно информирање за дневно-политичките настани. Дистрибуцијата сама по себе беше товар на целата компанија, бидејќи во Македонија во тој момент имаше монопол од ДМПМ, дистрибутивната куќа, за чии собственици не е во овој момент. Немам намера да зборувам и не би сакала, затоа што таму се менуваа разноразни третини. Так. Поради тие причини, дека ќе бевме условувани околу дистрибуцијата, донесе одлука да формираме собствена дистрибутивна мрежа. Да дополнам. Едно е неделник да дистрибуираш, друга работа е секој ден да треба да дистрибуираш дневен весник. Во тоа време згасна Ајден телевизија и весниците на Велија Рамковски, но и дистрибуцијата на Велија Рамковски. Дали сметаше дека тука има простор да го пополни тоа? Одлуката за да го отвори дневниот весник беше поради тоа што под неговата сериозна анализа на пазарот оцени дека има простор за отварање на нов дневен весник. Дистрибуцијата сама по себе во делот на оперативното и персоналното работење не предизвикуваше ама апсолутно никаков проблем. Проблем беше механизмот кој што го користеше
владата преку дистрибуцијата и преку одредени бизнис партнери, релации што ги имаше, да весникот не стигне до читателската публика. Например, весникот Фокус имаше строга забрана да се продава во големите маркети. Да. Точно знаеме зошто е. Второ, на местата што би ги нарекла мали и ситни гранапчиња, луѓето беа условувани доколку го продаваат весникот Дневен Фокус, тогаш изданијата на МПМ ќе се повлечат од продажба. А тоа беше удар директно за нив од причина што во тој момент МПМ располагаше со чинам 20 на 25, да не речем и 30 весници. Дел од Македонија, дел што ги дистрибуираше од регионот. Бидејќи го водеше маркетингот, беше и директор тогаш на Фокус, имаше ли проблеми со огласувачите? Бидејќи и тој период е кога груевизмот е во полнокрвено, да речем, во тој период. Значи, во делот на маркетингот, во Фокус имаше јасна дистинкција направено, целосна поделба, уредувачката политика со маркетингот. Че јас го работев маркетингот, притисоци секако имало, а на луѓето при склучување на договорите, тоа се партнерите со Фокус, јасно им беше ставено до знаење дека уредувачката политика не влијае на маркетингот. Дека они преку Колку веруваа они во тоа, бидејќи ние немаме некој баш пазар, да речеме, кој функционира по сите тие механизми. На почетокот, кога ја почнав да работам далечната 98 година, им беше чудно, но со тек на време видоа дека тие се условите за соработка со Фокус. Она што можам да го кажам, бидејќи ако добро се сеќавам, не можам во моментов да ја кажам точната сума и покрај обидите, вклучувајќи го и твојот, да се стигне преку слободен пристап на информации до бројката колку владата на Груевски потроши народни пари во само рекламирање, во тој контекст ќе ви кажам дека во Фокус имаше само половина страна реклама од 245 евра резервирана преку маркетинг агенција по грешка. Значи Груевски... Што реклама беше тоа? Ја не се сеќавам. Не се ни сеќавам, мислам дека образованието е сила, образованието е моќ, ако добро се сеќавам. Да, факт е дека се истураа милиони евра во медиуми, кои потоа се зајавуваа како спонзори на владеачката партија. Пишувавме доста. Во тие моменти немаше одек. Но секако тоа мене не ме демотивираше, бидејќи во делот на маркетингот постојат премногу можности да компаниите кои што имаат сериозен интерес да се обратат на популацијата каде што е таргетиран Фокус, можеа и постоеше начин да допрат до неа. Дали преку класична реклама или преку корпоративен маркетинг и така натака. Ние ќе се вратиме на овој период, бидејќи навистина беше тежок период за преживување, но го спомена периодот 2004-2005, тој период кога СДСМ е на власт, кој го спомена исто како тежок. Предпоставувам многу логично дека тогаш Никола Младенов беше осуден за клевета на Бранко Црвенковски и на Хари Костов со текстот за швајцарските сметки. И тоа беше беа драконски парични казни. Од 30.000 евра, 20.000 евра. Не било лесно тоа, сигурна сум, тоа се големи пари, но постоеше ли можност да на некој начин сгасне Фокус со тие високи суми, високи казни? Реална можност да сгасне не, но шокот кај Никола настана од превисоката изречена казна. Беше свесен дека не само обвинет ќе биде и осуден, гледајќи како течеше целокупниот судски процес. Но тоа е еден на почетокот од механизмите што ги спомнав, како различни влади, различни механизми користат во нивна цел да уништат одреден медиум. Овдека, во овој случај, повеќе од сигурна сум дека тужителите сметаа дека со драконската казна ќе се уништи весникот. Не успеа во тоа. Беше удар за медиумот, затоа што сумата беше превисока. Да не речам дека може би и во Европа е една од највисоко изречените. Тука е и оној абсурд судски наш, затоа што кривичниот суд судеше што имал повисока функција тужителот, казната да биде повисока, што е
ама спротивно со принципите на Судот за човекови права во Страсбур. Никола не дотера до Страсбур, зошто? Затоа што не ги искористи сите правни лекови, бидејќи тука имаше недоречености дали треба како последен да одлучува Врховниот или Уставниот суд. И на крај се откаже, ја плати казната. Така, она што е жално е дека и апелација го потврди и тука имаше таа, да речам, смешна поделба. Црвенковски имал повисока функција председател, а Костов имал само премиер. Еден денеска не ми е јасно зошто едната е 20, зошто другата казна е 30.000 евра и не ми е јасно по кој критериум еден ужива поголем углед, а друг помал. А се покаја ли во одреден момент Никола со швајцарските сметки? Не апсолутно, затоа што Никола ја постигна целта со објавување на текстовите во фокус околу швајцарските сметки. Дали знаеше ти што подготвува? Не, апсолутно не знаев, иако бев директор. Во првиот момент се наљутив и никој од фокус не знаеше. Не знаев и јас, барем си признам. Затоа што беше премногу одговорен човек и сакаше да си ја преземе одговорноста за своите одлуки. Тоа беше неговото објаснување да ве заштитам. Да. Сега, во тоа време, имаше изјава премиерот Бучковски дека па и време е некои медиуми да згаснат. Па јас сега во ова време, исто така ќе кажам, дека е рете и одредени судски процеси од типот на резервни, како беше делови, Тенковски делови. Те резервни тенковски делови да завршат, барем да ја дознаеме вистината за да не застарат. Тешко. Како што се тера работава, се оди веројатно на застарување. Јас сум повеќе одсвесна дека луѓето ја имаат изгубено довербата во институциите на системот, особено во судството, но искрено се надевам дека ќе ја имаме таа привилегија во скоро време да ја дознаеме вистината за господинот Бучковски. Така. Во тоа време исто така е специфично дека и Сдруженијето на новинари не застана за това, мислам, против ваквите казни. Тоа навистина беше разочарувачки за целата редакција. Значи, Никола беше повеќе одсвесен дека не постои механизам за да не ја плати сумата, но искрено се надеваше дека Сдруженијето на новинари ќе реагира... Бидејќи реагира за други казни, за клевета конкретно. Прво, дека реагира, после 10 дена имаше, беа во страшно голема дилема дали да ги примат парите од Црвенковски кој што изрази желба да ги донира. Да ги донира на Сдруженијето. На Сдруженијето. Првата дилема, па од кога се одважија, по моите сознанија, после едно 10 гласања во Сдруженијето, одлучија да не ги примат парите, меѓутоа ви кажав, демотивирачки беше за Никола. Он очекуваше дека самите новинари ќе се изборат во иднина да не се изрекуваат толку драконски казни. Па знаеме дека во Франција 1 евро е казна за навреда и клевета. Но многу мина тоа време што на некој начин ќе употребен еден израз мерачеа на таа казна. После неколку години доживеа и тие да платат солени казни. Тезата ми е дека ако на преседанот не се реагира, тој станува правило. И потоа навистина се изрекува високи казни за клевета. Канонада од тужби за клевета се имавме и кога бевме дневен неделен фокус во тој период. Од аспект на механизмите, власта на Груевски функционираше многу централизирано. Бидејќи ја следеа работата на дневниот и неделниот фокус во континуитет, знаеа колку истиот финансиски работи чисто од аспект на плаќање на обврските кон државата. Па да го дефокусираат, бидејќи не можеа да го истрпат информирањето објективно и независно, применија друга метода. А тоа беше ќе ги тужиме сите новинари на фокус. Добро се сеќавам, Никола во едно интервју и кажа, ми да кажам гитла од професијата и во тој дел, кога се однесуваше, иако мислеше и за нешто друго, и во тој дел, бидејќи целта беше да се дефокусираат новинарите од тоа што им ја работа, да се малтретираат во едни трагикомични судски процеси во кои што судијата не знаеше што е јавен интерес и се полемизираше, а циркусот да биде уште поголем, тужителите не доаѓа. Да, тоа беа бројни тужби, тоа беше навистина
напорно, а и понижувачки да се оди на тие судски процеси, бидејќи судиите со стравопочит се однесуваа кон тужителите, и тоа е тоа. Но спомена, еден од последните настапи на Никола, јавен настап на телевизија беше, делуваше разочарано и тогаш го изјави тоа дека ти доаѓа да кажеш гитла од професијата. Затоа што и раскаже дека ние имавме некои ексклузивни материјали кои на крај решивме ние да не ги објавувавме и ги дававме на други редакции, стокмени, спастрени, со изјави со се, затоа што свативме дека се што Фокус ке напише добиваше тужба. Значи, Никола во ниеден момент не сакаше да се откаже од професијата, значи од новинарството, но имаше донесена одлука за која што знаеш и ти беше информирана 3 недели пред сообраќајната несреќа дека и покрај неговата желба и пасија за хартија, форматот на информирање дневно политичко сервисно ќе иде преку веб портал. Да, он имаше еден отпор кон На почетокот да. електронските изданија, На почеток... но потоа веќе прифати. Да, затоа што констатираше дека не може да се бори со глобалните трендови и не беше човек кој што не слушаше. Тоа е еден од ретките луѓе кои што јас го познавав, што премногу зборуваше, но и слуша многу подобро од мене. Така. Кога ни беа дадени оние папки на прислушувани новинари од Зоран Заев, Никола беше прогласен за најприслушуван новинар. Јас ти ја донесов папката со неговите разговори. Што има во неа? Значи, не е ништо ново. Никола не бил прислушкуван само во периодот интензивно од 2008. Никола точно знае дека е прислушкуван од 95 година. Така да, во папките нема ништо посебно, освен разговорите интересни со тебе како да се подготвува насловната страна. Да, но видиш како ти имале увид што се планира, Затоа и каде толку... што јас се жалам за тужбиве за клевета и веројатно сум ги стимулирала уште повеќе тужби. Значи, беа совршени, зборувам за периодот на заробена држава, во ефтин популизам и одличен политички маркетинг. Така. Никола имаше еден луциден дух онака. Мислам, тоа се гледаше и во неговите уводници, но сега се присетив дека околу тоа прислушува УБК, следат прават. Он имаше една идеја, рече, дај да им се јавиме во УБК, да ни пратат директно тука човек, да не трошат ленти, па да ги симнуваат, да има директна линија во приказната. Значи, никогаш не беше оптоварен со тоа дали го слушаат, колку го слушаат, дали го следат и како го следат. Он имаше јасно дефинирани цели дека медиумот е објективен коректор на секоја власт. И она што го имаше да го каже и она што го имаше како сознание беше прашање на време во која среда ќе биде објавено. Така да од тие причини апсолутно не се замараше колку и како е следен. На почетокот на Фокус тој ги правеше оние познати средни страни со фотомонтажа, тука таа луцидност доаѓаше, но потоа неговата идеја во Фокус да има стрип, навистина беше онака бомба, полн погодок. И во еден период Никола го пишуваше текстот за стрипот, се разбира секојаш Стевац е цртачот, но помина време јас после, не знам, неколку месеци случајно забележав дека не е потпишан, него пишува приватник. И го прашувам зошто приватник, зошто не се потпишеш? Па рече Црвенковски е државник, јас сум приватник. Тоа беше во оној период после нели тужбата. Сакам да го доловам и тој негов дух, значи, имаше еден аспект кај него кој што пленаше во средината во која што ќе влезе, луѓето го слушаа со должно внимание, така да беше многу специфичен. Да, кој го познавал го знае. Но ајде доаѓаме до рестартот на Фокус. После загинувањето на Никола, одлуката твоја и на семејството е да прекине и дневен и неделен Фокус. Јас, да речам, после еден месец, ајде сите бевме во шок во првиот период, мене ми проработи еден инает и ти дадов идеја дај да го реобновиме неделникот. Јас извинувам што ќе те прекинам, но морам да кажам она што го препознав кај тебе, она што го поседуваше Никола. Почитуваме луѓе кои што инаетот им е мотив и успеваат. Па инаетот се јави затоа што јас се откажав во тој период. Едноставно реков,
И него му реков дека не можам повеќе да губам време повеќе на суд отколку во редакција и слично. И тогаш помислата е дека еве они успеа да ја остварат замислата. Што беше кај тебе клучно по тоа да прифатиш да продолжиме? Во моментот кога ја донесов одлуката за да се затварат весниците, тоа беше, лично сметам, најдобро што можам да го направам, затоа што секое понатамошно работење со емоција, а не со разум, ќе доведе до пропаст на истото. Во неколку наврати, кога доаѓаше кај мене дома, разбуди еден аспект кај мене дека јас го должам тоа на Никола. Не само тоа, тимот на луѓе со кои што сакам јавно да им се заблагодарам и денеска се во фокус, бев сигурна дека ќе, благодарение на тимот, заедно со тебе ќе успееме во она што го воспостави Никола како критериум во весникот. Последните години факт е дека ние избиравме теми, пишувавме, тој во среда навечер ги читаше текстовите и од нив предлагаше насловната беше негова специјалност. Да. Мојата логика беше дека сега насловните можда ќе ни бидат послаби, бидејќи Значи, неговото отсуство и како се чувствува, но луѓето во фокус во моментот кој што работат даваат на човечки напори за доаѓање до вистината. Така, ние во овој период од неколку години, многу наши колеги во Фокус, неколкумина, мислам не е огромна редакцијата, добива награди за истражувачко новинарство од разни центри, да кажам. Значи, тој истражувачки дух се негува. Сега, што сметаш, дали сметаш дека скршнавме од она што беше мисијата на Никола, како го гледаше Фокус и новинарството? Затоа што од време на време се јавуваат такви коментари. Јас апсолутно... Фактот дека неделникот тебе даваше подршка на договорот од Преспара на деблокирање на евроатлантските процеси, иако во весникот имало коментари и поинакви, но доминираше без некаква пресија. Многумина сметаа дека тоа, нели, сме го напуштиле Апсолутно не се духот на согласувам Никола. со тоа, од причина што во весникот секогаш имало различни ставови. Што се однесува околу ставот за прашањето за името. Можам сега да кажам дека се уште се актуелни колумните кои што ги пишуваше Никола околу решавање на спорот со името со Република Грција. Значи, он беше за взаемно прифатливо решение во интерес на идење на Македонија напред. И да По направиме неевропска- пријатели од соседите, а не непријатели. Да, и он се залагаше за што е можно побрзо решение, бидејќи секој ден, секој месец и секоја година ја доведуваа Македонија во една позиција која што беше лоша во преговорите. Така да, она што е сега како решение, ако зборуваме рационално, лично сметам и следејќи го тоа што Никола го напишал, а беше визионер, ќе беше и за него прифатливо, бидејќи ова нуди многу, посебно стабилност. Така. Кога зборуваме за рестартирање на Фокус, редно е да се спомене дека да не беше фундацијата Сорос со една првична помош, еден првичен инпут, не знам дали ќе продолжеше да постои неделникот. Не знам хипотетички дали, но јас сум многу благодарна на Сорос што препозна во тимот на Фокус и во мене луѓе кои што можат да продолжат во она што го создаде Никола. Така. Но во тој период по рестартот дојде и она пресуда за клевета на екс-директорот НУБК Сашо Мијалков, која беше навистина солена за еден медиум, бидејќи во Македонија доминантно медиумите се на луѓе кои имаат бизнис империи. Фокус беше еден исклучок од тоа правило и тие казни навистина беа така и почнавме со закана од таа казна. Па добро, Фокус, собственикот на Фокус не е на листата на Forbes. Да. Се уште редовно
ги исплаќа платите на вработените кои што честно си ги заработуваат. Така. А што се однесува до казната на Мијалков, со оглед на мојата состојба, не го следев, не ги следев судските процеси. Бев повеќе од сигурна дека судот ќе пресуди во корист на Мијалков. Не се разбра околу јавниот интерес, така да немам што дополнително да кажам. Тоа мислам дека беше последниот обид од страна на власта за да го демотивира Фокус, за да се откаже во она што го има поставено како цел. Ке можевме ли финансиски да го издржиме, да издржиме казната, да не беше помошта што Сдруженијето на новинари на Македонија, иницијативата што ја покрена, па се собираа донации, да речам, за оваа казна и Фокус партиципираше со своји средства, тоа е неспорно. Значи, секогаш се наоѓаат средства. Не е тешко за да се најдат пари, дали било за казна или во развојни цели. Проблемот беше дали јас ќе се согласев да главниот и одговорен уредник, тоест ти, во овој случај Јадранка Костова и новинарот Владо Апостолов, направил клевета во текстовите кои што се однесуваа на амбасадорот Илиевски. Значи, не се согласувам со одлуката на судот. И тоа беше причина да демонстративно кажам дека казната нема во целост да биде платена од страна на Фокус. Побарав поддршка од Сдруженијето на новинари. На мое големо изненадување, ја добив истата и Сдруженијето на новинари иницираше собирање на средства од граѓаните и на мое големо изненадување имаше луѓе кои што уплаќаа символична сума. Тоа ми даде дополнителен мотив за да продолжиме со работата. И тоа ми покажа дека уствари ние сме на вистинскиот правец. Колку они повеќе не притискаат, тоа ми дава повеќе сила за работа. Печаток ние не знаевме кој плаќал, но се сеќам на еден разговор во Сдруженијето на новинари, кога тогашниот председател Насер ни кажа дека фасцинантно дека има една уплата од 100 денари, не знам, од внатрешноста некој град. Замислете дека тој човек за 100 денари да уплати за Фокус, одел во банка да плати слично, што кажува многу. Значи, тоа само мене ми дава мотив да продолжам понатака. Сега зборувавме за претходно за владата на Груевски, која фрлаше силни пари во медиумите, кои потоа се одолжуваа на власта. Но оваа влада на Зоран Заев одреди субвенции за печатените медиуми. Некои тоа го толкуваат дека еве на овој начин се купува, владата си го купува мирот кај печатените медиуми. Иако можам да кажам дека нема промени во Фокус, ние сме единствениот медиум кој пишувавме за фирмата на фамилијата на Заеви, критикуваме и непотизмот и ни за други појави и работи, но како што реков го поддржувавме договорот од Преспа. Колку овие пари и дали без овие пари може да исчезнат печатените медиуми? Да, мислам дека може. Рики ти беше представник на Фокус во Сдруженијето на печатени медиуми. Значи, неколку собственици на медиуми се собравме под капата на Сдруженијето на новинари. Побаравме средба во владата со господинот Роберт Поповски и отидовме со искрени честни намери да прашаме дали оваа влада со оглед на глобалните трендови има намера да помогне во одржување на печатените медиуми, имајќи предвид дека цената на хартијата во последните 5-6 години е значително зголемена, како и цената на нафтени деривати. Мене, јас како директор на Фокус, да не речам 16-17 години, тоа беше моје прво одење во влада, ме изненади фактот што Роберт при првата средба кажа дека он е на наша страна и ќе биде наш представник, бранејќи доколку е одржлив проектот пред целата влада. Ние не измисливме ништо ново. Земавме искуство од земји, членки на Европска унија, каде што ваков тип на поддршка постојат наназад 20 години. Така да на овој начин
владата на светски еден. тренд е дека паѓа На продажбата на печатените медиуми благодарение на електронските изданија. Тоа е факт, светски тренд. Разликата помеѓу претходната влада и оваа влада е под јасно дефинирани критериуми, се одобрени средства кои што се наменски за да се олесни печатењето и дистрибуцијата. Посебно што Македонија е мал пазар, а морам да признам и нема некои големи читачки навики кај граѓаните. Никола имаше еден обичај да каже дека во Македонија има повеќе писатели отколку читатели. Да. И така излегува. Ајде да дојдеме на оној дел сега, истрагата. Има ли нови моменти? Ние ништо не слушаме. Ја мислам дека толку многу на почетокот се говореше за сообраќајната незгода, контроверзна, по многу моменти и елементи. Владата дури на премиерот Заев во програмата од 2017 до 2020, мислам која година беше, става дека владата ќе направи своите институции, ќе бидат во функција да помогнат за неколку судски процеси да се дознае вистината. Но ја мислам дека овие 2 години буквално не е спомнат случајот на Никола Младенов. Значи вака, сознанијата со кои што јас располагам не ја менуваат претходната фактичка состојба дека Никола загина во сообраќајна несреќа поради неприлагодена брзина согласно условите на патот. Јас ја разбирам добрата намера на владата, сегашна, тогашна и на Зоран Заев како лидер на опозицијата. Луѓето ја изгубија целосно довербата во институциите на системот. Тоа ги подгреваше сомнежите кај сите останати, не само за сообраќајната несреќа на Никола и за оние други случаи кои што ти веќе ги напомна. Тоа не беше констатација само на граѓаните внатре во Македонија, ние од целокупниот меѓународен фактор добивавме оценка дека нашиот правен систем е урнисан и ние имаме една заробена држава. Но како што кажав, да бидам децидна во ова, причината за трагичната сообраќајна несреќа во која што загина Никола е брзината. Сакаш да кажеш дека немаш никаков апсолутно немам момент, елемент или сознание? Не, апсолутно. Дека стои нешто покрупно? Не, апсолутно немам. Но Билјана, остана неразјаснети. Зошто не работеа камерите на патот? Го нема мобилниот. Истрагата беше водена, не знам, овој израз ми текнува, траљаво под наводници. Не знам дали сето тоа на владата, на таа власт и одговараше да создава страв кај сите нас да речат види како ќе завршиш ако зборуваш премногу, или едноставно стварно е дилетантски водена истрагата, бидејќи 2 пати излагаш истражниот судија на местото на несреќата. И во двете твои тези се согласувам во целост со тоа што сметам дека првата за мене е поблиска до моите убедувања. Сеење на страв. Така. Бидејќи претходната власт не настапуваше од позиција на власт да прави нешто во интерес на граѓаните, него настапуваше од позиција на моќ. Моќта сама по себе значи сила. Силата значи страв. Но ги слушавме бомбите. Значи, една пресконференција, Заев улога на лидер на опозицијата, посвети на случајот Никола Младенов. Што впечаток ти остави она што го слушна на таа пресконференција? Од разговорите, но и она што Заев го наметна како нешто спорно во целата истрага. Слушнав се и сешто. Слушнав луѓе кои што искрено жалат. Слушнав луѓе кои што се подсмеваат. Слушнав луѓе кои што кажуваат работи за да го па со еден збор би била бил рекетар, па добро му било, па што завршил таму кај бил и така натаму. Не сум јас истражен орган, но сакаш да ја знаеш вистината. Но јас бев прва која што се залагаше за да се дознае вистината. Како што кажа, по сите сознанија во последниот период кој што ги имам јас, причината за сообраќајната несреќа е брзината која што не е усогласена согласно условите на патот. Има во оваа држава институции кои што доколку нели констатираат нешто ново, а гледам дека нема ништо, па нека излезат, нека кажат. И јас
по толку поминато време и по разгледување онолку колку што можам на сите можни детали, сметам и стојам позади тоа дека Никола Младенов загина во сообраќајна несреќа. Поради брзина. Но на пресконференцијата, каде што беа пуштани тие разговори за случајот Никола, Заев посочи, не имаше некаква експертиза од луѓе кои работеле на сообраќајни несгоди. И беа посочени барем, не знам, мислам околу 10 моменти кои беа многу контроверзни. Значи, јас сум благодарна на Заев што лично се заложи за да излезе вистината на виделина, но во самата пресконференција господинот Заев алудираше на тоа дека институциите треба да се преиспитаат внатре дали работата ја завршиле согласно сите стандарди кои што се поставени. Но имаше една изјава кога веќе Зоран Верушевски беше во притвор, преку неговиот адвокат, во случајот Пучне или како го нарекоа тогаш владата на Груевски, беше нешто во стилот не сакам да завршам како Никола Младенов. Тоа асоцираше, алудираше дека Верушевски знае нешто многу за овој случај. Сега е советник на Заев, но не добивме ништо. Значи, јас не знам во каква состојба бил кога ја дал изјавата, бидејќи изјавата идеше преку адвокатот. Значи, може да го прашате Верушевски, јас неговата изјава не би знаела како да ја искоментирам, бидејќи ми е премногу сувопарна. Така да не сметам дека луѓето, поготово оние што се во политиката, треба да користат разноразни настани, некои трагични, во правење на политички цели во дневно-политички интереси. Бидејќи спомена тешки периоди кои биле фокус 2004-2005, па 2011-2013, како овие 2 години под водство на премиерот Заев ги оценуваш? Сега ти од твој агол. Ја можам од мој, но ме интересира твоето мислење. Значи, дојде ли живот за сите? Па, животот некако споро доаѓа, но секако е многу поразлично од тоа што беше режим. Заробена држава и држава без иднина. Држава во која што преку 350.000 се исели. Но ние веќе немаме трпение. Можам да зборувам за себе, за луѓето околу мене. Луѓето беа очарани од Заев, во принцип, кога сме очарани, брзо и се разочаруваме. Ветуваше многу. Мислам дека и самиот не беше свесен дека промените системски во оваа држава кои што треба да се направат не можат да додат толку брзо. Се стави еден акцент на решавање на спорот долгогодишен со Република Грција, но секако е многу подобро од тоа што беше. Така. Билјана, вие имате со Никола 2 ќерки, Ивана по старата и Јана по малата. Која од нив го има талентот на Никола за пишување? Па сега малата е баш мала и не можам да го препознам тој аспект кај неа, но за големата со сигурност можам да кажам го поседува талентот за пишување. А малата во овој момент она што можам да го препознам, затоа што се уште е стварно мала, 10 години има, ја има харизмата на Никола и она аура која што зрачеше во средината. Така, во ова рестартирање, во целата работа на Фокус, мора да ја споменеме сестрата на Никола, Билјана Трошановска, која навистина финансиски ги води сите состојби во Фокус. Јавно сакам да се заблагодарам на сестра му на Никола, прво за целокупната поддршка која што ми ја дава мене, затоа што јас имам една обврска во животот, а тоа е да изведам 2 деца на прав пат и тоа ми е приоритет во животот. Прво да и се заблагодарам што несебично се дава во давање на поддршката, како и другите членови од моето семејство, нели, мојата мајка, бидејќи многу брзо по загинувањето на Никола почина и мојот татко, а секако еден би се заблагодарила бидејќи целото
финансово работење поминува преку сестра му на Никола. Така. Еве, привршуваме со разговорот. Кога ќе се сетиш на Никола, што прво ти доаѓа на ум? Упорност, честност, а човек кој што премногу зборуваше, како што кажав, знаеше да слуша. Тоа е оној аспект кој што сакам да го дадам приватно. Можеше нешто да додадеме. А тоа е дека знаевме да полемизираме со него. Да. Некогаш и двете имавме исти став контра неговиот. Да, И беше он упорен да не разубедува него. Да, беше премногу упорен за да не разубеди, но секогаш го почитуваше мојот и твојот став. Доколку не успееше аргументирано да не разубеди во својата теза, тогаш го почитуваше нашиот став. Но ние и во Фокус имаме различни ставови, тоа не било ништо страшно. Единствено компромис не правеше во делот на работата за него. Вистината беше пред се и тука немаше компромис. Така. Ајде сега вака да ти спитам, ова е последно. Настап на телевизија, на кај 10 се случува на кај 11 час навечер. Што ќе кажеше Никола кога ќе заврши разговорот? Остваруваме. Друго, што правиме понатаму? Па во овој момент ми текнува остваруваме, ајде Јадранка да идеме во кафана да се напиеме по една пијачка. Кафаната ја сметаше за институција. Да. Му Да. пречеше многу забраната за пушење во јавни. Да, затоа што не сметаше дека некој може да се грижи повеќе за сопственото здравје од него сам за себе. И сметаше дека треба да се примени некој европски закон, но секако пушачите да не бидат граѓани од втор ред. За него слободата немаше цена, а самиот факт на носење на таков ригорозен начин значеше дека му се одзема слободата. Па мораше да иде по места каде што се пушеше и покрај сите забрани, што апсолутно не беше во ред. Настап на Алсат, мислам, кога кажуваше денес роди трето дете, трчај 3 круга. Значи, кога некој ти го диригира животот, имаше либерален дух, сакам да кажам. Да. Бијана, благодарам што беше гостин. Ова е твој прв јавен настап, не беше страшно. Апсолутно не и благодарам. Ви благодарам за вниманието. Останете на фреквенциите на 1 телевизија.